Класична музика во микс со звуци од пила. Гледка во обкружувањето на новата зграда на Македонска филхармонија. Под небројните скали што водат до влезот на институцијата, веќе продефилираа елегантни тоалети и костими на отворањето. Но сега, истиот влез е затворен и запоседнат од градежни работи. Сликата однапред е пресликана и на задниот дел на објектот каде се уште се издигнати тараби. Новата зграда на филхармонија беше свечено пуштена во употреба, но речиси половина од објектот не е завршен. Токму пред 3 месеци, токму на оваа сцена, тука во големата сала на новиот објект на Македонската филхармонија се одржа првиот концерт. За љубителите на класичната музика беа отворени вратите, но во јавноста останаа отворени прашањата. Дали новиот објект има употребна дозвола и технички прием според сите законски процедури кои што треба да ги исполнува. Новиот ВД директор на филхармонија Виктор Илиевски пронашол само еден лист хартија како обид за покритие на предвременото отворање на објектот. Станува збор за документ протокол, со кој изведувачот на градежните работи, фирмата Страбак, привремено ја позајмува концертната сала на филхармонија, заради како што пишува завршни акустични мерења. При тоа, во документот јасно се наведува дека малата сала и другите простории треба да бидат затворени. Ова е доказ дека тогашната министерка за култура Елизабета Канчевска-Милевска и екс-директорката на филхармонија Маја Чаначевик го организираат првиот концерт без да бидат исполнети законските услови. Денес е септември 11, а не е завршена малата концертна сала при објектот на филхармонијата и сметам дека таа нетрпеливост во однос на целата постапка, меѓутоа, пак ќе кажам, не можам да ја разберам одговорноста и ризикот кој што го превземале главните актери во однос на отварањето на овој објект, бидејќи ова е објект од А категорија и со еден документ за акустични мерења и параметри не може да се пушти во употреба, бидејќи тоа значи јас бев присутен на финиширањето на салата филхармониска во Хамбург, каде што точно е дека музичарите ги вршеа тие акустички мерења во завршната фаза, меѓутоа без публика. Тука имавме 1000 гледачи публика која што беа дел од тие акустични мерења. И така да во тој дел сметам дека е направен голем престап врз законите и процедурите за градба. Според законите, Министерството за транспорт и врски е должно да формира комисија која треба да направи технички прием на објектот и врз основа на тоа да издаде одобрение за употреба. Воедно транспорт и врски е надлежно во име на инвеститорот Министерството за култура да достави барање за запишување на градежниот објект во катастарот за недвижности. Илиевски објаснува дека откако ќе се завршат потребните процедури, на седница на владата треба да се донесе одлука со која објектот ќе се предаде во владение на Македонската филхармонија. Ако се погледне актуелната состојба во катастар, парцелата се уште е во сопственост на Република Македонија и се води како камењар. Го прашавме Илиевски, попрецизно какви обврски му се оставени во наследство. Откако стапив, бев именуван првиот ден, тоа беше петок, 28, понеделникот веднаш се упати во Министерството за култура да ме информира најдетално за сите информации за текот на градбата и завршната фаза.
искрено бев фрапиран од главниот податок дека овој објект до моето назначување немаше приклучок кон градската мрежа на БЕК, кој што единствен начин за загревање и за функционирање на овој објект во грејната сезона од 15 октомври. А можете ли да замислите дека се направила програма за институцијата, која што беше и објавена пред моето назначување, не е утврдена и одобрена од управен одбор, предходен одбор, како исто така пропуст законски, а од друга страна како менеджмент да знаете дека во оваа сала нема да има загревање. За Илиевски, уметничкиот аспект на отворањето паднал во вода, а во преден план испливала намерата за отворање на филхармонија по секоја цена. Филхармонија беше пуштена во употреба пред формирањето на новата влада, кога институциите се уште беа под контрола на ВМРО-ДПМНЕ. Функционерите од оваа партија беа најбројни меѓу присутните на првиот концерт во објектот, на пијанистот Симон Трпчевски, под диригентската палка на Владимир Ашкенази од Русија. Иако тогашната министерка Канческа Милевска убедуваше дека картите по цена од 2500 до 3000 денари биле во слободна продажба, подоцна ја демантираше Министерството за култура. 2/3 биле поделени гратис, а само 308 билети биле продадени во билетара. Само по оваа основа, Илиевски пресметал штета за буџетот на институцијата за речиси 23.000 евра. Од финансиски аспект се испоставува дека филхармонија ќе биде дело на две различни власти, на ВМРО-ДПМНЕ и на СДСМ. Повеќе од половината кон Штрабак за ентериерот не е исплатен до превземањето денот на новата влада. Значи од 26,7 милиони евра се исплатени 12 милиони 580. Тоа е крајната цифра од претходната влада во однос на обврските кон Штрабак. Така да сметам дека и тие обврски ќе доаѓаат во, меѓутоа таа политика ја води Министерството за култура како главен инвеститор за овој објект. За случајот со Македонската филхармонија изостана одговори од Канческа Милевска и Маја Чаначевик. И двете не ја прифатија поканата да ја кажат својата верзија на настаните и да кажат зошто дозволиле концерт без исполнување на законските услови за тоа. Краток одговор добивме само од поранешната министерка, која телефонски одсечно ни рече дека филхармонија не е нејзин личен објект и дека сите документи ги има во Министерството за култура. Од Министерството за транспорт и врски велат дека барањето на Министерството за култура, поднесено во времето на Канческа Милевска за издавање одобрение за употреба, е одбиено со решение од 16 јуни, по смената на власта. Таму филхармонија се уште се води како објект во градба. Од транспорт велат дека тие немаат надлежност да бараат одговорност за непочитување на законите. Државниот инспекторат за градежништво, кој е надлежен за тоа, излегол на терен, констатирал дека објектот нема одобрение за употреба, но од оваа институција не можеше да се добие конкретен одговор, дали и кого ќе гонат за незаконското постапување.